Dobro večer, dragi prateli. Простите što sam ovaka lomajica bez rakavi. Отпред това вечерва odlučив после 3-4 скоро влегуваме 4-та година от конфликта в Украина да ви анализира причината за конфликтът, ovo što se случва в Украина. За овие непуни 3,5 години се нас случва толкова зелени, то не можат сите овци да се съберат за това да го изпасат. Која е истинската причина? Што мислите, зошто се случи Украина и конфликтот во Украина? Не знам дали фотографијата која ми служи како позадина може нешто да ви каже. Значи ќе мора јас да ви кажам. Преку Украина Наполеон, заедно со Западна Европа, значи не само војските на Франција, го нападна, ја нападната царска Русија. Влегол во Москва, там беа изгонети, потоа русите влегол во Париз, но не го запалија, а Москва бидејќи беше одрвена градба на кој бидејќи самите руси ја запалија, опат го палиле и жицото. Второто, првиот што се обиде преку Украина да освои Русија и руските ресурси, беше Адолф Хитлер, тој исто преку Украина и Белорусија навлезе во СССР тогаш. И да нема до трета мајка, Путин го знаеше и не случајно неговиот син го назначи за ВД-пријател, председател, значи 99-та кон 2000-та до нова година, со указ, а веќе беше создадена партијата Единствена Русија. И Путин мораше прво да биде финансиски подготвен, потоа и воено. Што прави? Ви кажа, прво го враќа договор ко Париски и МФ, ја повари на Шангајската организација, Евразиската зона и БРИКС, за да се обезбеди Русија каде да пласира своите енергенци. Иако треба да се напомене, Европска унија, покрај сите санкции на Русија, кон Русија, во изминатата година, значи во 2024 година, во вредност од 22 милиарди увезла од Русија газ, нафта и јагла. Деновие, ако не и денеска не сум сигурен, значи на 14 јули, Доналд Трамп, председател на САД, одобри да се уведува руската соја. Што го значи? Признавање на пораз во Украина. А Украина обиде да влезе во Русија и руските ресурси, кои вика дека се не може да припаѓаат само на Русија, што е многу смешно. Започна 2014, поточно со Мајданот. Не случајно Крим беше тогаш интелигентно изведено, одземен, и се случи Донбас, поточно Донецки и Луганск, прогласија независност и почна конфликтот. Петар Порошенко, но он го знаеше тоа, и имаше само пушкарење, да кажем. Инаку, во многу мои анализи кажал дека Мајданот во Русија беше режиран од Запад, САД, посебно Британија, но сценарието или сцената ја поставија Владимир Путин и Ангела Меркел. Од 2014 Русија веќе добива и ново оружје, тоа е ракета Калибар, и влегува во Сирија да ги испроба новите оружја. И 2022 година, пред тоа го носат Зеленски
Зеленски добия мамонтско добия благодарение на руските гласови от руското говорно подрачие. Значи, масово дължен на Путин. И започва чествување со нацизмот во Украина, но и со Западот. Војната во Украина кажав, не е толку ни со НАТО, ни со Запад, колку со еврејското лоби. Бидејќи Росија го финансираше и Наполеон Бонапарта и Хитлер. Путин сето ово знаејќи го, влегува во прво на око 150.000 војници, дојде до Киев многу брзо со нивните подбранци, но се враќа. Зошто? Повлекува паметен потек, значи можеше да сруши владата на и Зеленски и сето тоа. Ако го направише тоа, ќе имаше партизански покрети или движења, поточно кажам македонски, во Украина. За да го избегне тоа, он се врати со војската и реши да демилитаризира и денационализира Украина, но и НАТО. Од таа цел, Зеленски имаше задача да ги испразни магазините на НАТО и најновите оружја. Денеска простори информација дека сепак Доналд Трамп, председател на САД, ја заправил испораката на С-500, кој требаше да даде за Украина. Украина веќе Луганс е целосно слободен, за Донет не сум сигурен, и се наред се Харков, Николаев, Одеса, нема да се смират, бидејќи на крајот и Киев ќе влезе во Руската Федерација, бидејќи Русија без Украина, некој каже, не вели се да и ама и рудници богатства или минералите кои Зеленски ги потпиша со Трамп, се наоѓаат токму во Донбас, во руското говорно подрачје, Херсон, тоа е Запорожје, а сите овие области, значи Донецк, Луганс, Херсон и Запорожје, влегува во уставот на Русија како и Крим. Тука нема да има договор, веќе пораз се гледа и затоа полека се попуштат санкциите, но и доаѓа голем страф, бидејќи од заробените 300 милиарди, Европа ќе мора да враќа многу повеќе со камата, и од тоа се најмногу исплашени, а тоа ќе дојде до зголемување на даноци во европските земји, за да може да се соберат. Исто така, Мерс се заканува на Русија дека треба да плати 500 милиарди за обнова на Украина. Малку е смешно. Инаку за разлика, например, од Израел што прави, Путин гаѓа само војни објекти и војна и инфраструктура, делумно и сигурно, која би можела да послужи. Значи, сето тоа интелигентно го прави, но пред тоа да го направи, за себе го стави БРИКС, за да може Западот да го клекнат на колена, да почне делоризацијата и сега САД е приморан да разговара со Русија и со Кина, веќе на Си му дава некои повластици, за да се запре делоризацијата, бидејќи Америка и америката економија, во минато да кажам, е заснована на доларот и точно на петродоларот и интернетот. Путин, ако сакаше да ја направи, неговите подмолници можеа да ги сечат каблите за интернет, која да ја до Велика Британија, од Велика Британија на ОСВ. Сад тука, дали ќе наседнат Франција, така и така, но особено Велика Британија и Германија, Мерс може Германија да калубира на економско поле, они веќе 3 години се во рецесија, ова е четврта, затварат многу фирми, Европска унија не одговара ни на Русија, ни на Кина, а најмалку на САД.
точно дека имаше некои союзници, ама полесно се разговара со една отколку со сите земји. Доларизацијата ќе оди и понатаму, можеби побавно, но затоа еврото уште година-две ќе престане. Значи, ово што се случи во Украина, Путин секојаш бил еден чекор пред запал, бидејќи беше најдобар ръководител на КГБ, и за да не се повторат, значи, позади големите Наполеон и Хитлер, да не се повторат на Русија, Русија го презема првиот чекор. Самиот Путин, кој е одраснат на улица, даде многу интересна изјава. Јас му исто лична работа почувствувал, и ќе сум детен разведен родители. На улицата е важно да одиш психолошки дело, колку и да е силен, противникот или непријател. Го прави Путин. Секојаш еден чекор и на економско и на војно поле пред Запад. Поrodот во Украина е огромен поврат за целокупно НАТО и Запад. Инако интересна работа слушам на TikTok од еден бугари, многу интелигентен, ама не го слушам. Вели вака, ние бугари правиме голема грешка. Требаше, вика, да ја побутнеме Македонија што побрзо да влезе во Европската унија, да ги прифати европските закони, да го запуси своето земјоделие, да влезе во еврозоната, да изгуби својата валута. И тогаш нема да постане. Јас затоа велам одамна. Блокадите што ни ги прави Бугарија се добронамерни. Ако бевме сега во Европската унија или не да Боже почнавме преговорите, и немаше да имаме ни еден инвеститор во Македонија. И Македонија ќе беше пред распад. Многу млади отидоа со бугарски пасоши, после Груевски кој донесо се избори за безвизен режим, немаше потреба више од тие бугарски пасоши. И тука запре, може би уште некој вади, ама тоа е многу малку. А со влегувањето на Бугарија во еврозоната, буквално бугарите губат својот идентитет, губат левот. А една држава има свој идентитет, кој има своја валута, своја војска. Се друго е џабе. Значи, драги пријатели, уште еднаш ќе да повторам, тема на оваа разговор беше, или кажам на останалите аналитичари, дека сум само кафански мугачи. Ке не се лутат, не ги вреѓам. И кај досега не сам нашиве. Зборам и за светските, па чим зборам светските, тоа се европски други, никој не ја забележа вистинската причина за влегување на Русија во Украина. А тоа е да не се повторат Наполеон и Хитлер. Со ово би сакал да му се извинам на господин Владимир Путин, што открив тајната за демилитаризација на Украина. Драги пријатели, кои има желба да ме следат и понатаму, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe и претплати се, бесплатно е, и може да ме следат на Instagram и TikTok. Ви се посакувам добро ноќ, убав сум, со Македонија е создател напред, и уште едно извинување што сум мајца со кратки ракови, но претопло е.